Почитувани, добро вечер. Ја следите емисијата Став. Вечерва ќе имаме можност да сместиме неколку гости, а актуелна тема, она што изминатиот период е навистина значајно, се протестите на пензионерите, нивните барања за покачување на пензијата, исто така остварување на останатите права, подобрување на социјално-економскиот статус и слично. На оваа тема најпрвин вечерва разговарам со председателот на Сдруженијето на пензионери од Куманово, господинот Ристо Бошков. Добро вечер, благодарам што одговоривте на нашата покана. Добро вечер, ве поздравувам во името на руководството на Сдруженијето на пензионери Куманово и основна цел ми е да објаснам стварната состојба која треба да ја знаат сите пензионери, не сакривајќи ни еден дел од вистината. Се уште трае состојбата со протестите на пензионерите, имаше протести и во Скопје, се спојуваат од сите градови. Актуелно навистина подолг период, веројатно ќе се согласите дека навистина треба да се подобри нивната состојба, но дали ова е правиот начин за овие барања? Дали од улица треба да се бараат овие права? Ваше мислење? Видите, прашањето е на место. Тоа е баш сршта на прашањето. Од 4. август почна тоа е првиот ден на кога почнаа протестите. И првиот ден излегов со истиот став кој го имате кај вас и сега го потврдувам. Пензионерите се во право она што го барат. Меѓутоа, никој не излезе пред нив да каже што е то стварно што барат. Никој не изврше сегрегација. Кои су тие пензионери? Дали су то пензионери редовни, дали су то инвалидски пензионери, дали су то социјални пензионери кои имаат социјална пензија, дали су то семејни пензионери. То мора некој да изврши сегрегација. Тогашната прва група која ги поведе беа 12 од такав нарешен одбор. Сега су тројца. Од тие тројца, ја немам намера луѓе да ги критикувам, ниеден, моje мислење, ниеден не ги проучил статутот, не го проучил на пензионерите, во кои су пензионерските друженија су доброволни организација, која нема никаква додирна точка со висината на пензиите. Пензиите ги уредува да не кажем државата не ги уредува, има Министерство за труд и социјала кој ги уредува и тие имаат методологија кој се изработува. Методологијата ги уфатува сите врсти пензионери. Не имamo повише, ние сега кога гледаме викам поимот пензионери и тоа е тоа. И затоа и у почеток реков и сега. И стоам на тоа становништво. Ако пензионерите за 14 за од 4. август до вчера, односно до 15. новембар, излегува 16 пати, односно секоја среда излегува. Изгубија 28 работни сати. Тие луѓе, зар заслужуваат да мрзнат? Зар тие луѓе и никогаш не добија одговор, прецизен и точен. Да некој излезе и каже, јас не сум тој кој ќе излезе и ќе каже, ја ќе ви ја повеќам пензијата. Кој сум ја? Јас сум само председател, примерно, кој со еден мандат или колку ќе оде, ќе дојде друг. Имаше различни коментари. Едни беа дека Сдруженијето не им дало поддршка, вие излеговте со ваш коментар дека давате поддршка, меѓутоа барате тоа да се реши институционално. Апсолутно, поново прашањето на право место. Не може да улица биде решење. Улицата не смее да биде за никого решење. Ние сме најстарата категорија кој треба од нас да учат сите. Има една изрека, тие со седите или, да е како белите коси, треба да бидат пример за младината, за своите породици, своите семејства, своите синови, унуци и они да гледат у нас позитивни личности, кои се борат стварно, и јас се борам за нив, ali не може секој пола сат да менуваме што ни треба. И државата не е на крај крајва полно тањер па сите ќе српкаме од него до кога може. Државата е институција исто, на која треба некогаш да се запитамо. Јас за овие 77 години првпат сретнав овакви немири од страна на пензионерите кои се незадоволни. Меѓутоа, немам уште сретно тоа, да ќе доживеаме и тоа. Да се соберат и да имаат протести. Зошто не се плаќаат придонести на државата? Зошто на државата не и помогнемо? Ние таа држава имамо, немамо 5 држави.
Кои се можностите, што во ваков случај може да преземе Сдруженијето? Дали презедовте некој, го известивте Сојузот, побаравте ли вие нешто? Јас со целокупното руководство, извршниот одбор, сите едноставно, едногласно и прифаќаме сите нивни барања иззев линеарно покачување. Не постои нигде во светот по сите законски одбори не постои линеарно повеќање. Ако го бараме као повеќање, онда ќе бараме дали ќе биде то социјала, дали ќе биде на некој начин. Висината не одредуваме. Ќе одреде пак Министерство за труд и социјала. Дали е то 5.000, дали е то 2.000, дали е то... Тоа можности какви сме на државата, така ќе биде одредено. Што се испостави и сега во овој момент, работната група која е створена во Министерство за труд и социјала работи конкретно на овој случај, конкретно работи и верувам дека до крај на годината ќе биде изнајдено решение. Да. Го споменавте првиот иницијативен одбор, дел од нив се повлекоа, дел други пак обвинија за одреден притисок. Сега да ви кажам, притисок не може да врши на мене никој. На мене као личност притисок не може никој да изврши. Зошто? Затоа што ја не припаѓам ни една партија. Припаѓав на партијата. Членовите, поранешните членови на претходниот иницијативен одбор обвинија дека раководството на некој начин од Сдруженијето им вршило притисок за... Сега да ви кажам, од целокупните, од тие, односно од сите тие 12 први што беа, само тројца познавав. Другите ни еден не ги познав, али и тие ги познав само површно, дека се вика едниот Мирослав Трлин, другиот се вика не знам, и се заинтересира баш со тај човек да се сретнам. Да го прашам, што е тоа? Се сретнавте? Се сретнавме и му кажав оно што треба на еден соодветен, паметен човек да му се каже. И оно тој момент се изгуби. Не дојде више. Меѓутоа покасно и сега се сокриваат. Рецимо, Делчо Геровски, еден од иницијативниот, се сокри известно време, пак се појави. Господјата која денеска, верувам и она, бар чув дека ќе дојде Љубица, која е изузетно коректна личност, изузетно, која рече, луѓе, само преку институциите ќе бараме решење. Не е решението Сдруженијето. Сдруженијето на пензионери поново ќе потенцирам. Доброволна организација, граѓанско општествена организација која нема таква надлежност. Нашите надлежности ги пише со статут препишани и така ќе се извршаваат и од тај статут не отступам ни за корак. Да. Кога го споменавте статусот, до медиумите на социјалните мрежи излегоа одредени барања од група пензионери кои што се однесуваат токму на статусот, се бара измена на истиот, да Сдруженијето да свика седница и избраните функционери да работат волонтерски без паричен надомес. Дали до Сдруженијето официјално пристигна едно вакво барање? Од 4.8. до денес нема никакво барање пристигна, изузев, мора да бидам коректен, три барања достави иницијативниот одбор на чело со Мирко Цветковски за автобуси. И истиот ден свикав извршни воредно и на истиот ден им е одговорено дека средства, ако не се планирани за нешто, не може да... Ја на такво нешто подпис не ставам. Подпис ставам само кај што ме властиле моите пензионери за оно што е по материјално-финансискиот план сковано, направено и усвоено. Ако Сдруженијето на наредната седница каже дека треба да се менува статут, дека треба да се менува било што, ќе биде дискутирано, а дали ќе биде изменено, тоа не зависи од мене. Јас сум само единка, ист со задниот пензионер кој го има во општина Куманово, а не има 17.000. А меѓу овие барања беше наведено и од средства на Сдруженијето да се одвои еднократна помош за пензионерите со ниски примања. Ова прашање го имам чуено 5 пати до сега. Не може Сдруженијето да даја пари за нешто што не е плански. Тоа е исто како ја да одам на пазар, да видам убаво гројзе и да кажем чекај ќе купам, а за другите кои сум ги планирал нема. Така наречена анализа на биланса и биланс се изработува, се изготвува, се припрема и со него се завршува годината. И кога на крајот се завршува, затоа се за наредната година планира. План што и како Сдруженијето да функционира, да им ја олеснима работата на пензионерите. Ја само ќе истакнам пар работи, кои треба сите да ги знаат. Тоа Сдружение од 1 до 1.600.000 одваја за еднократна помоќ, која ја дава, не ја давам ја, него ја дават сите членови, а ја води доктор Караджиски или
екипа од 3 доктора специјалисти кои за мене су закон. Кад они кажат по таа диагноза, толку му следува и толку добива. И сад поново ќе го напоменам. Човекот кој највише се бунтуваше, тој е поново тај господин Трлин, кој дојде и прв на 25.9. зема 4.000 еднократна помоќ. А зборува од друго, кај ги трошат парите. И кога го прашав тоа, нема одговор, него ми даде нешто друго, што не е за јавноста. Да, сега малку е некоректно, бидејќи човекот не е тука, но затоа, ќе има можност секако, доколку и тој прифати да си го каже своето мислење. Последното барање кое што беше наведено во таа листа е да се направи ревизија на работењето на Сдруженијето во последните 5 години. Пред извесен период, пред вие да дојдете на функцијата, имаше одредено претходно раководство, беше доведена во прашање нивната работа, законитоста и слично. Мислам дека тоа беше и разрешено. Институциите работеа на тој случај. Сега се споменува и се бара проверка на постапката за купување на тогашните простори. Вие ги наследивте, всушност, тие простори не ги купувавте вие, доколку не грешам. Просториите ги наследивме и после ни инициираме на неки личности, не знам сега да ги, не знам по име и презиме, кои си иначе не би ги криел, да ги рекол по име и презиме, појдов по целокупна документација која е купено е, легално, има имотен лист, има све. Значи, све законско и поступено. За материјално-финансиското работење, првиот и единствениот председател на Сдружение во Македонија, тоа е Бошков, кој бобара од Управа за јавни приходи да пратат инспекција, да согледат од 23.3.23 година до денешниот ден што е работено и кое. Имат, нека дојдат, има кај книговодителот подпис дека е све по оно како правилата предвидуваат и што предвидува законот. Сдруженијето продолжува со останатите активности? Сдруженијето понатаму ќе со уште појак интензитет, иако сега и сите видува дека Сдруженијето работи 5 пати подобро него што работело. Ќе се борам и тврдам и сега ево пред јавноста кажувам дека ќе биде Сдружение номер 1 у Македонија. Мора да биде. Затоа што сакам во овој град, кај што живеам 53 години, да еден ден не станам да остане изад мене дека човек кој се борел за секој пензионер и за секој човек. Сдруженијето е меѓу побројните во земјава, доколку не грешам, можеби и најбројно. Едино Битола е поголемо сдружение, затоа што има 4-5 општини. Куманово е за Липково, на Горичани и Куманово, и ние имаме негде 16.800 и нешто, али таа веќе е стигната негде на 17.000 луѓе. Ви благодарам на одвоеното време. Исто ви благодарам што дојдов, односно што ме повикавте да искажам своето мислење, својот став, и од овој момент ги поздравувам сите пензионери, им посакувам здравје на нив, на нивните семејства, на нивните унуци, праунуци и да се живи и здрави. Благодариме. Моля. Ние продолжуваме понатаму. Продолжуваме со вториот соговорник. Има можност да разговарам со Мирослав Цветковски, член на иницијативен одбор и координатор за Куманово, Сдружение на пензионери за достоинствен живот. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за нашата емисија. Добро вечер и од мене. Поздрав до ТВ Плюс, телевизијата. Благодарам на поканата. Да. Се уште траат протестите на пензионерите, освен во Куманово, бевте и во Скопје, ги изразивте, ги искажавте своите барања. Кои се очекувањата? Да, бевме и вчера имавме состанок на ниво на Република во Тетово. Исти се тие барања што ги од прв ден почнавме, не се разводнуваат. Може малку да се каже да од третото барање сега што е тоа за бесплатно здравство на пензионерите, од 62 години жени, 64 години, тоа го бараме како трето барање сега е поднесено. Имаме пуштено преку партиите таму до собрание, имаме многу барања на многу места што другата страна не прифаќа да разговара со нас. Почнува 4-тиот месец, скоро како протестират пензионерите, за жал. Прв пат, јас сум 72 години и колку памтам, прв пат излегуваат пензионери да протестират. Тие се луѓето од трета доба, повозрастни луѓе,
кои треба сега да одмараат, да живеат мирно, спокојно и достоинствено. Зато го и нарекуваме ние овој за достоинствен живот. Но, ете, се случи така што мора луѓето гледат. Не се преживува со 200 евра, што немат ни 200 евра некои. Многу ми доаѓат, јас како представник тука, многу ми доаѓат и ми кажуваат, мене пензијата, вика, од семена пензија кои се наследели, не ми е качена, вика, 17 години не ми е покачена. Баш на прошлите протести, сега во среда што бева, ми приде една жена, мажи работел во амбалажа, 30 јули, фабрика, која сега е пропадната, за жал сите се пропаднати фирми, наши ги, транзицијата, 30 годишна транзиција, ги однесе како ветер. Го напоменавте третото барање, првите две не ги кажавме, 5000 денари линеарно покачување на пензиите и минималната да биде 20.000 денари. Така? Видите како не, тоа е грешка. Ние имаме барање на 18.000. Сега некои само ќе додават 20.000. Прв пат кога излеговме, имавме едни барања и додека да ги менувате барањата. Не ги менуваме, него беше 3.000, па потоа рековте 5.000. Имаше договорено за да работиме по процедура на некои си закони, просечна плата, 40 и 60% од просечна плата и така, и после донесовме еден став дека нема толку пари и знаеме ситуација во држава и донесовме закон за минимална пензија, да се донесе закон, ние бараме тој закон, за 18.000. Да. Често ги следиме вашите протести и еве она што може да го забележаме дека можеби токму тој револт со ниската пензија го предизвика она покачување на функционерите. Дали тоа беше пресудно за да пензионерите се одлучат на ваков чекор? Тоа го донесе, како да ви кажам, изненадно. Луѓето уште мислам ке трпеат, ако ќе се влечка да не барат, ајде нема. Ние сите знаеме, ние сме таков народ во Македонија. Миролюбив народ, гостопримлив. Македонија со тоа може да се стави на врвот на тие што се гостолюбив народ и мирен народ. Но, ете, одеднаш се случи тоа што се случи, 78%, и сега ние не ги сакаме. Револт кај граѓаните, што секоја вечер на телевизија, на медиум, на било која телевизија да свртиш, се појавуваат тие министри, тие сите што се... Јас не знам колку сум добил. Не ми е картичката тука, не ми е валидна, не ова, не она. Значи, не су заинтересирани. Обште да кажат нешто, да излезат и да кажат така и така. Сега еднаш кажа дека да ги вратат платите, да се ускладат нивните плати. Тоа на брзина го донесува законот да ги покачат. На огромен број тие државни службеници, јас ги нарекувам, и така се ги покачија платите. Донесува закон, јас викам, за 7 минути донесува 78%. Ние еве 4 месеци искинавме сите по протести, одејќи така, стари, изнемошти. Не добивте никаков одговор, се уште. Не добивме. Преседателот не кажа ниту и еден збор. Барање има поднесено пред 2 месеци до преседателот Пендаровски. Како е, тако е. Тој е преседател на Република Македонија. Највисока функција во државата. Не најде да го спомне пензионерот, пензионерките, пензионерите, да ги спомне некој збор да каже за нив, било добар или лош. Најде место да оди таму ваму. Го гледаме, вие сите знаат медиуме, ние од медиуме гледаме. Имал време да оди на геј паради. За жал, дете води за рака. Што и детето го поучува на такви проблеми. Да се вратиме повторно на темата. Поголем дел од протестите се одржа на градскиот плоштад на некој начин, меѓутоа бевте и во Сдруженијето. Каква е соработката со Сдруженијето? Имате ли подршка по ова прашање? Сега да ви кажам, сега за сега, јас сум таков по природа човек, не сакам никого да напаѓам и некој да ме напаѓа. Ќе зборуваме отворено. Во почетокот имаше некои перипетии,
во Сдружение на пензионери се собраме првиот ден. На 4 август се собраме во Сдружение на пензионери. Потоа не сакаа да не примат, заклучени врата, ставено столче, разни сопки става, не сакат да слушнат за тоа. Луѓето револтирани излеговме на плоштад, ги државме протестите на плоштад. Луѓето почнаа да тражат пак идат лоши денови, време, врнежливо, така, вака, не може да... Овие се стари луѓе, возрастни сме сите. Затворен простор. Ние немаме каде. Сите не подржават. Подржуваат не сите, но логистички, како нашата председателка, прва председателка, што е на ниво на државата, Станка Трајковска. И таа е Кумановка, наша од овде. Сите се сместени од Куманово таму. Не подржуваат логистички, но не ни никој помогна, бар простор каде да одржуваме состаноци. Каде да влегнеме, ние како да сме обележени. Не примат. Ние немаме пари, затоа сме излегле, да плаќаме некаде по кафани, да седиме така. Разговарав со Ристо, председателот на Сдруженијето, што некои не го признават. За тоа може се зборува и 3 дена, дали е легален или нелегален избран, така, вака. Се знаат како си забрани, тоа не ги ни знаат луѓето како су изаберени. Сега разговарав со Ристо неколку пати, човекот прифати, еве, повелете, држите тука протести. Има грешка и од нашите што протестират. Ајде ќе одиме во Сдружение, кој ќе не гледа во Сдружение? Ќе одиме на плоштад. Одиме на плоштад, што и вашата телевизија беше присутна, неколку пати ги најавувам. Не сум за тоа да се блокираат улици. Јас, како нивен представник, и што ги чисто водам протестите, како гласноговорник, што сум тука, и ги водам протестите и држам под контрола. Не сакам да блокираме ниту една улица. Се собраа да блокираме улица. Се најде, малку е фалело да има и катастрофални штети. Се најде еден со багер, дојде, сакаше да ги прегази луѓето. Во тоа време не сме биле обезбедени од полицијата, што уредно јас секое протестирање, секое собирање го најавувам во полиција со барање од толку сат, од 10 часот до 11 часот и се разидуваат луѓето. Да. Започнавте со еден иницијативен одбор, потоа дел од нив дали се повлекоа, дали не знам беа разрешени, вие подобро сте запознаени, има ли поделеност и меѓу пензионерите во овој момент? Па, видите, секој пензионер да го сретнеш, он ќе има некое свое лично барање. Барањата се ускладени на ниво на повеќе од пензионери, на сите што протестират, што доваѓаат тука. И на тие 3 барања, фактички на двете барања, линеарно покачување, сега линеарно покачување беше 3500 денари. Во недоглед на времето се покачија многу цени. И луѓето бараа да се зголеми. Тоа на ниво на Република го донесовме во Неготино, се сеќавам добро, во Неготино од денеска ќе бараме линеарното покачување да биде 5000 денари. Одма да ви кажам и тука, не е тоа зацртано. Ние го бараме законот. Да се изгласа закон, да понатака не се качуваат процентуално пензијата, не се согласува. Како сакате да го крстиме, дали усогласување, дали покачување. Ова покачување или усогласување е тоа за покачување на цените. Ако нема инфлација, ако нема покачување на цени, нас не ни треба покачување на пензиите. Ние ќе тераме со тие пензии. Еве, јас не сум минималец. Јас имам една средна пензија некаде, што сум работел 40, скоро 43 години, 42 години и 9 месеци, тамо неколку дена. И мене ми е доволна таа пензија. Јас сум заработил со таа пензија, толку е. Сега на некој ќе се најдат луѓето, викате разединето со барањата тука, се најдат луѓе, зошто тој со 15 години, зошто тој да зима исто покачување, зошто? Јас, како представник нивен, се трудам и ги објаснувам на луѓето и кои сака да сватат, и од овде ќе ги порачам. Не е никој виновен
нити тој што е инвалидни пензионер. Кога излеговме, бевме единствени и кажавме сите пензионери треба да ги се покачи линеарно. Сите треба да земат исто по тие 3.500 денари. Не е битно дали е инвалидни пензионер, и тука настана некоја збрка околу преседателството наше, поделени таму, не знаат луѓето кај да одат, не ги примат ваму, не ги примат таму. Сега, не е тоа проблемот. Проблемот е да се покачат пензиите, да се покачуваат или усогласуваат само линеарно и во закон да влезе од овој момент сега, ние баравме од септември, не мора од септември, од утре нека биде, од нова година нека биде, но никој не дојде да ни каже од тие одговорните, Станка нас не сака ни да разговара. Телефонски бевме во емисијата Гласот на народот, Слободан Томич, МТЛ телевизија ли беше, како беше. Таа ни спушти телефон, не сака ни со него да разговара. Како е тој преседател? Да ги води луѓето на ниво на држава. Не треба да се труди за своите пензионери, ако изаберена. Не е само шетање по градовите. Еве и нашето здружение. Баравме неколку пати автобуси. Не одобрија. Ми пишува екскурзија. Нема предвидено таков додаток за екскурзија. Ние не сме за екскурзија. Ние одиме на протести, ги бараме нашите права. Сега може пак ке треба да се оди. Ние се снаводиме. Па ни дал и од Сотурс. Па ни дал. Утре тој ке тражи пари. Кои се идните планови? Идните планови нема да застанеме се док не ни се исполнат бар овие две барања. Линеарно покачување, законски да се озакони. Ова е било. Имало закон. Јас лично знам дека 2016 година имаше закон за линеарно покачување. Не е така сега по 5000 или по 3000, него јас го знам. Имам некои соработки така, и ќе ви кажам, и тоа го предложи ви сега. Ајде на ниво на држава, ако мислат 1% да дадат на сите пензионери, ќе го дадат проценат, не зборам паушално, зборам вака 5%. Укупниот дел, што ќе го дадат 5% на сите пензионери, ќе го претвориме во маса пари, и ќе го поделиме на секој пензионер подеднако. Тоа е линеарно. А не може Илија Николовски пратеникот, што се само нарекува дека е од партија на пензионери. Јас не знам како му е регистрирале таа партија. Не може кога јас како пензионер, мене не ме представува Илија. Тој само спие таму и ништо. Не може он со таа негова пензија, што е бар 5 пати поголема од оној минималецот со 12.000, има луѓе што би се јавува дека немат ни 12.000, уште не ги е покачено до 12.000. А ми кажуваат дека 13.200 е. Еве чекчите су ми. Минатата среда, сега среда што помина, ми донесува чекчиња дека су зеле 10.800. Без никакви одбицоци. Дали од наредната седмица продолжуваат протестите? Па сега во среда, идната, ќе имаме протести, би го крстили другачие, не, ќе разговарам со Ристо како сака, дека тука во собранието, во здруженијето на пензионери ќе биде, и јас би сакал како еден собер мал, да не ги малтретираме овие луѓе, може да сум ја малку тако по-витален, по едно друго, има луѓе што на протестите ни се случи таква една случка, Кумановец еден, му се слоши, падна, моравме да го и брза помош викавме, и се дешава тие работи, тоа се луѓе постари, и сега би, ако ме послушат и имам некои разговори со раководството наше што е тука, дека сакам да го најавам како еден општ собир тука, состанок, накратко да се објасниме до каде сме, што сме решиле сега за во тетова на собирот, и да продолжиме за понатамо, да не ги малтретираме луѓето. Фактички се малтретират овие, по сега овие кишни денови, есене, утре ќе падне и поладно, снег може би. Не може секој да оди прво и прво. Има луѓе што ми доваѓаат со помагала, со штеки. Токму така. За самиот крај излегува одредени барања
од група пензионери, меѓу кои што се бараше и да се одвои еднократна помош за пензионерите со ниски примања, исто така избраните функционери да работат волонтерски, без паричен надомест. Се согласувате ли вие со овие барања, што мислите? Мислам дека волонтерски до сега никој не работел. Јас имам еден предлог друг, што и самите тие што протестират луѓето фактички не го прифаќаат тој предлог. Јас сум да се запослат ова видување е така, некои двајца млади луѓе кои се без работа, еден правник, еден економиста, платени со добра плата, од нашата членарина тука што сега ја користат за екскурзии, за разни теревенки, има луѓе што по 30 години таму одат само да земат 1000 денари, 700 денари во плико на секој состанок на тие такви работи, да не се многу разводнуваме во тоа. Јас сум за тоа да се стават добри луѓе, млади луѓе, перспективни, кои ќе го работат професионално таа работа ќе работат и ќе работат како и сите вработен, како благајникот што е вработен, тој е платена личност, се вика Весна ми се чини, таа е платено лице тука и со осигурање за пензионо, здравствено, сето. Моje видување е така само да се работи и што би се постигнало. Ова, оставете го дали сум јас, дали е Ристо, дали некој друг. Сите гледат да го дополнит буџет, па се пружил благе предходникот да краде, што јас пишував дека и од мртви крадете, и така е. Парите што ги дават по 30.000, што тие пари сега не вредат толку. Зборувате за Солидарниот фонд. Солидарниот фонд, 30.000 ги дават за починет пензионер на семејството. Тие 30.000 на тој, он изгубил човек. Па некој помлад, некој постар, не му вршат работи тие 30.000, тие 30.000 уназад, јас знам, ако не повечко, бар 20-25 години ги дават тие пари. Тие пари не су толку. Нека водат ред. За време корона изумреле толку пензионери, немаат пари. Како немаат пари? Тоа е пион. Да не под пион припаѓа. Мада су мешани овие од Сдруженијето. И не може така да се води ред. Тие пари не вредат тие 30.000 да се сега. Ги подјадува парите, ги останаа должни по 5.000, да не пишувавме, да не зборувавме. Немаше да ги дадат на луѓето, на тие починати луѓе, да семејствата нивни, ни по тие 5.000 што ги поново после доплатуваа. Не знам до каде, може се исплатени, може не су. Може и уште на некои должат. Па луѓето изгубил човек, па нема ни да отиде да ги бара тие пари. Ви благодарам на одвоеното време и посакувам да ги остварите своите права. И јас ви благодарам на вашата покана. За овие проблеми може да се разговара многу време, ние немаме толку време и во следна прилика може да се гледаме. Благодарим. Продолжуваме со последниот соговорник за вечерва. Станува збор за господјата Љубица Алексовска-Костиќ, иницијативен одбор од членовите на Кумановското здружение на пензионери за промена на статутот. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за програмата на Телевизија Плюс. Драго ми што ме поканевте. Да. Протестите во Куманово на некој начин започна со вас. Да. Ги водевте кумановските пензионери извесен период, потоа имаше одредени реакции, вие одлучивте сами да се повлечете. Да, сама се повлеков. Се повлекува повеќе членови, ја ќе се збор кумановски. Слободно, поведете. Повеќе членови се, поголем беше иницијативни одбор, повлечева се еден по еден се повлечева, на крај ја остана с тие 3 или 4, не могамо да се сложимо. Имаше некои барања што требаше да се проследи, они бева против, дај прво да го завршимо тој што смо го почнале, а тој што смо го почнале на ниво на Македонија не го решавamo ми како иницијативни одбор, тој го решава институција на систем, ми смо тие само преку протести да извршимо притисак, институција на систем, да може побрзо и полако да го решив. Колку ќе го решив, знак питање.
нели формира се и работна група, тој све још увек не гледам некои резултати дека има, барем ја не сум чула, нешто министер Бетичи најавуја дека ќе има некој покачување, помош, уствари не е тој покачување, него интервентна мерка да се помогне за неколку месеца и тој уште не е ништо обелоденето, још не е ништо сигурно, така и да, пошто виде дека не можеме да се договориме унутре за некои клучни работи, ја реши да се повлечу, иначе подржуј протести, присутна сум на протести, не праву никакви обструкции, така и да нека терав, кој може да тера. Заедничко барање на сите пензионери во Куманово е покачувањето и сите укажуваат на лошата економска состојба, посебено во оваа криза и слично. Меѓутоа нешто што може да се забележи еве како и јас, некој што ги следи протестите, е дека има поделба на некој начин меѓу самите пензионери. Па има поделба. Не знам од кој разлог су тие поделбе. Дозволихме ли политиката да навлезе и во оваа категорија на граѓани? Тој нас е најнормално раздели па владај. Ми народ га поделимо, не можеме да ги поделимо пензионери. Тој е, ако не ги поделиш, не можеш да тераш политика и умешана, и тој дебело е умешана. Ја и прв пут кажа, на кад се прв пут собрамо, пошто прашава може ли пензионерска партија, ми имамо партија на пензионери, викам овдека не сме дошли ни на партиски састанак, овдека ми смо здружение и ќе го терамо работу на што не интересира партија, нека си идем на митинг, нека си терав партиски састанци, нека си куде нас и за вработување партиска книжка и за све куде нас партија треба да застане, ако не застане партија, ми не може да функционирамо. Протестите започна од просториите на здруженијето, потоа се префрлија на градскиот плоштад, па еве поради временските услови и слично се вратија. Пред вас овде во емисијата гостуваше, зборуваше и председателот и од другиот иницијативен одбор. Каква е во моментов соработката помеѓу пензионерите и здруженијето, раководството? Сега не знам како соработува нов Представник на иницијативен одбор? Представник на иницијативен одбор, како соработува, гледам у задње време су заедно, добри соодноси. Овозможено да се користат просториите. Мада у почеток ви бесте присутни, еден кажу еве га овој доле збори Вамаровац, еве ги овие су СДСМовци. Тоа е страшна работа кога нешто се дешава. Меѓутим, у интерес на пензионери треба да бидеме единствени. Ја ако сум се повлекла, кажа ја останују, протестирам, помагам што можу. Иначе не сум се откажала, ја кажа дека сум засегната и ја имам 12.000 пензију, сак с покачење имам 13, да не се жалу. Се протестира неколку месеци, меѓутоа за сега нема никаков ефект на некој начин, надлежните не ги слушаат барањата. Па чекамо работна група што ќе донесе, пошто Станка ни е представник од Сојуз на пензионери, што зима хонорар од наши паре што ги собирам од членарину, она зима хонорар. У исто време е управни одбор на пензиско на ПИОМ и штом она ќе преговара, неколку пута го гледа на наступи, она се понаша како да е од фонд за пензиско представник, а не представник што треба нас да не представи да се бори за наши права. Има покрената една иницијатива од Медиуми Чум на Уставни суд да се поништи, да се уствари не да се поништи, него да се поделив. Посебно да биде солидарен фонд, тој за погребни трошкови, посебно да биде в тие 30 денара што ги свак пензионер плаќа. Затоа зашто ми кад идем у пензију, донесем ни да подпишемо изјаву дека смо согласни да ни одбива 140 денара за фонд и 30 денара за здружение на пензионери. Никој не те прашува сакаш, не сакаш, пошто донеле су го, у закон су го донеле заедно да иде и поднесена е иницијатива на Уставни суд. Правобранител е запознаен, да е упутства на Министерство како да се понаша. Сак Уставни суд што ќе каже, а не се работи за малу пару, тој се работи на ниво на Македонија, негде околу 1.800.000 евра. Проста математика у наше здружение, 15-16 хиляди чланови, по пола евро, тој су 8.000 евра месечно. Така. Вие сте иницијатор на измена на статутот на здруженијето. Предлагате избраните функционери, раководството да работи волонтерски без паричен надомес, кој што сега се зема во овој момент. Ми смо
Mi smo socijalni suštva i treba da se družimo. Ako smo otišli u penziju, dobro je što tije pred nas su napravile združenje, pa imamo sopstveni prostorije, pa imamo uslovi kude da se soberemo, da diskutiramo, da rešavamo problemi. Međutim, ne je toj način, čak što više u tija funkcioneri što su tamo, svi su sa povisoki penzije. I još zimav honorar. Ako saka nekoj da se družimo, не е проблем, може да се менјате председател, што ќе биде дан, што ќе ga представлja здружение, мора да има. Не е проблем, може да се менја на годину, на 6 месеца, ја можу, ти не можу, нека има некој заменик. Тој никаков проблем не е, тој може да се организирамо. Меѓутим, да се зема в паре и еден пут у годину, дали ќе се свика седница на собрание, а ти свак месец хонорар да взимаш, ја мислам дека не е у реду. Има луѓе што им треба в тие пари. Излезе уште едно барање од група на пензионери, од дел од средствата на здруженијето да се одвојат за еднократна парична помош на оние пензионери со ниски примања. Ако собирамо негде, кажамо 8.000 евра месечно, тој у тек на годину се собере негде околу 90 и кусури илјади евра. Еден дел 0,25 денара иде у Сојуз на пензионери, а овие други пари што се собере тековни трошкови су тековни трошкови, грејање, осветлување, чистење, светој. Меѓутим, тој ресто паре што ќе остане, ја мислам дека на некого су му неопходни тие илјадарка, тие што имав големи пензии не им значи ништо, али тие што имав мали пензии, лек ќе му потреба на некого треба да купи. Да, меѓу барањата се споменува да се направи ревизија за работењето на здруженијето во последните 5 години. Па требало би да се направи ревизија, ми немамо појма куде иде наши паре. Не е лошо да се направи една ревизија, нека се избере ревизорска куќа, или нека учествува некој од инициативни одбор, да ќе се избере ревизорска куќа, да се знае учествував, не да плати ревизорско куќа која ќе направи извештај на кога како му одговара. Затоа треба да се избере поштено, да се направи, да се види. Треба како пензионери што ги давамо паре, треба да знаеме отчет да има куде иде в тие наши паре. Ке го споменам повторно претходното раководство, токму кога ја зборувате оваа ревизија, пред извесен период здруженијето беше актуелно токму за одредена проневера на пари, случајот, не знам, беше препуштен на надлежните институции. Не знам до Дали ова е потик за едно вакво барање? Па, ако некој е под неја нешто, треба да бидеме запознаени и ми институција, нека си работи, меѓутим, ми како собственици на тие средства што ги уплаќамо, треба да знаеме куде иде в тие паре. Што е спорно тоа, ако е све поштено чисто, нека дојде, не знам, не кошта, не знам колку ревизија да се направи на светот. Меѓутим и тие што су руководство и бивше руководство ги искочив чисти, ќе се знае тачно која пара куде е отишла, што е тој проблем, не е ништо спорно. Још нешто, пошто вие барања, ја ќе ги прочитам јавно, нека ги чуев свите, дел од пензионери ги знаев, дел од пензионери не ги знаев. Ја би ги прочитала јавно, пошто овдека имамо и потписи што сме у почеток собирале за промену на статут, с потписи ќе се приложи у Здружение на пензионери, ќе се архивира, званично да биде и да чуев пензионери кои су барања, да не прави бауко тој, дека ми треба да ги подлъжемо с илјадарку па да не ги оствари в барања. Овој су паре чисто на здружение, овој не су паре ни од фонд, ни од нигде не су, овој су наши паре. Да се подели, да не лега в тие паре, него некој да види некој работу. Затоа ќе ги прочитам барања до председател на Здружение на пензионери Куманово, до извршен одбор на Здружение на пензионери Куманово, до собрание на Здружение на пензионери Куманово. Иницирани од голем број на членови на Здружение на пензионери Куманово доставуваме барања. Прво, раководство на Здружение на пензионери Куманово да свика извршен одбор, на кој активно ќе земат учество 3 члена делегирани од инициативен одбор за промена на статут и да донесе одлука за разгледување и усвојување на барање на пензионери членови на Здружение на пензионери Куманово како што следува: донесување на став или одлука заради дали актуелното раководство ги поддржува и се приклучува кон започнатите активности на голем број на членови на Здружение на пензионери кои се незадоволни од својата социјално-економска положба заради ниските пензии и заеднички настап како единствени пред Сојуз на Здружение на пензионери на Македонија, како и пред државни органи.
2. Донесување одлука од средства кои се на сметка на Сдружение на пензионери Куманово да се издвојат и поделат линеарно како еднократна помош на пензионери со ниски примања по растечки редослед од најниски до повисоки во износ од 1000 денари по член на вкупно 5000 или колку има паре, пензионери, тоа најдоцна до 25 декември, да им се најдев за нову годину. Како локална помош заради краткорочно и брзо помагање во правец на премостување на кризата до усвојување на барањата за покачување на пензии и носење закон за минимална пензија од страна на надлежно министерство и влада. 3. Донесување одлука да се отпочне со процедура за промени во статут, со носење одлука и коптирање од членови иницијатори за промена на статутот во активно работење во Одборот за статут и правни работи до завршување на процедура за измена на статут. На истата седница на вонредно собрание да се донесе одлука за измена на член 13 од статутот на Сдружение на пензионери Куманово во алинеја 5, која предлагаме да гласи: член на Сдруженијето по стекнување на статус пензионер може да биде избран или именуван на функции чие обавување ќе биде волонтерско, односно без паричен надомест, и истата да стапи на сила веднаш по донесување од страна на собрание на Сдружение на пензионери Куманово. 4. Донесување на одлука за ревизија на работењето на Сдружение на пензионери во последните 5 години, вклучувајќи и тековната, со ревизија на законитоста во постапка при купување на просториите на Сдружение на пензионери Куманово, кои се на локација до Стара црква Куманово, и за истата да се избере независна ревизорска куќа во чиј избор ќе бидат вклучени и представници на иницијативата, односно 3 члена делегирани од иницијативен одбор Куманово, иницијативен одбор. Сите овие одлуки да одат на вонредно собрание на Сдружение на пензионери Куманово, а целокупната активност да се спроведе со активно учество на 3 члена делегирани од иницијативен одбор и во најкраток рок, а најдосна до 11.12. 23 понеделник, за да се организира јавно читање на донесени одлуки на собир на Сдружение на предложен датум. Барањето дали официјално е доставено до председателството? Прво сам го прочитала, са ќе го однесу Сдружение да го предостават со спискови комплетно, луѓе што се подпишани за промена на статут, и да видиме како ќе се произнесе. Очекувате да има реакција? Па би требало. Ја не знам зашто да нема реакција, не тражимо ништо посебно. Вакво нешто кога зборуваме за еднократната парична помош, применуваше претходното раководство. Да. Ја пред 2,5 година като те за време на пензiju. ковид пандемијата мислам дека тоа. Не пред, да, ковид пандемија беше случајно, не сум се многу шетала по Сдружение, случајно чу дека ќе дава 1000 денара, тоа е било као чекче некој елиду да се троши, отиде однесе чек од пензiju, личну карту, дадевам и заврши се работа. Значи имале су, пракса има, постојала е пракса. Зашто сак да нема пракса? Колку су паре, толку су, ми тражимо по неку математику колку паре се собира би требало да има. Меѓутоа, иако нема, не е страшно, ќе кажем имамо за 4000, немамо за 5000. Нека дадев на тие што имав. Нова година иде, Божич идев, луѓе треба да осетив, тој не е нека пара што може да помогне, меѓутоа, на тога што нема многу му значи. Ви благодарам на одвоеното време, се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат нашите сограѓани и дека ќе се изборите за своите права. Па да се надамо дека ќе успееме нешто, мада и зима иде, протести ќе се намалив, избори идев и тој ќе го малце отежна работу. Чисто сумњам дека у овој мандат, овој собрание ќе донесе неку позитивну одлуку, меѓутоа наше е да се бориме и да мислиме позитивно. Па, фала Богу, што друго. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на програмата на Телевизија Плюс. Вечерва имавме можност да ги слушнеме сите 3 засегнати страни кои што одговара на нашите прашања. Пријатна вечер.